Дневник на К3, добро вечер. Преговорите во резиденцијата на Европската Унија завршија неуспешно доцна синоќа, откако лидерот на СДСМ Зоран Заев заедно со своите соработници ја напушти средбата која траеше повеќе од 8 часа. Противењето на опозицијската СДСМ ги одведе во ќорсокак преговорите кои требаше да го реализираат договорот од Пржино, да се одржат избори на 24 април годинава. Преговорите се пропаднати. Ако изборите се одржат на 24 април, СДСМ нема да учествува. Ние ќе продолжиме да се бориме за демократијата во Македонија, изјави Заев. ВМРО, ДПМНЕ, ДУИ и ДПА се за избори на договорениот претходно датум и трите политички партии предложиле многу предлози кои треба да обезбедат дополнителна сигурност во изборите. Како и да е, велот Заев се плаши од народот и бега од изборно соочување. ВМРО, ДПМНЕ како партија ги исполни во целост своите обврски во договорот од Пржино. СДСМ изнуди 2 министри со ресор и 3 дополнителни заменици министри. Избран е специјален јавен обвинител со целосни услови за работа. Беше одбран составот на Државната изборна комисија. Опозицијата има доминација, секретар и председател од своите редови. Изборниот законник е променет согласно барањата на опозицијата. Изборите треба да се закажат на 24 април. Сега е време да се исполнат обврските. Ова е јасна замка за да се држи нашата земја во заложништво, да се одржи во конфликтност и да се оспори правото народот да ги одбира луѓето кои мисли дека треба да ја предводат државата, рече премиерот. Тоа е неприфатливо однесување. Тоа е крајно неодговорно однесување. Такво однесување може да има само од неодговорен човек. Со потезите што ги прави, тој всушност сака да ја внеси државата во уште поголема политичка криза. Да имаме уште поголеми проблеми. Да имаме продолжена агонија, која не е од интерес на никого во Република Македонија. Неговите зборови беа денеска само поврзани со одложување на изборите на 24 април, без никакви сериозни аргументи. Тој знае дека методологијата за избирачките списоци и самото почистување на избирачките списоци е работа што може да заврши за неколку дена. Тој тоа добро го знае. Тој добро знае дека и она што го бара во законот за медиуми го нема никаде во Европа. Во ниту една држава во Европа нема такво нешто што тој тоа го бара. И знае дека тоа не може да му биде поддржано од никого. Но го бара со цел да има причина да ги одложи изборите, да ја продолжи агонијата и кризата во Македонија, да ја подвабочи, бидејќи овој човек само во криза е актуелен. Кога нема криза, тој не е актуелен. Во оваа насока за исполнување на сите обврски од договорот, Груевски претходно го достави своето условено повлекување до председателот на Собранието на Република Македонија, а за технички премиер кој ќе ги организира изборите беше предложен Емил Димитриев. Услови за одржување избори на 24 април постојат, истакна премиерот Никола Груевски после вчерашните преговори во резиденцијата на Европската Унија во Пржино, кои завршија без согласно со сите партии за претходно договорениот датум во април за одржување избори. Опозицијската СДСМ застана против датумот 24 април како ден за предвремени избори во Македонија. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски рече дека трите партии ВМРО, ДПМНЕ, ДУИ и ДПА постигнале договор за одржување на избори, додека како што нагласи единствено единствен човек не сакаше да има избори во Македонија. Дојдовме 4 партии за да ги договориме деталите околу изборите на 24 април 2016 година. Од тие 4 партии, 3 партии бевме подготвени да ги договориме сите детали што треба се договорат. Една партија, односно еден човек дојде со намера да се одложат изборите, односно со барање и инсистирање да се одложат изборите. Тој човек има име и презиме. Неговото име е Зоран, а неговото презиме е Заев. Денеска не се зборуваше за никакви детали околу изборите. Не се зборуваше ни за законот за медиуми, не се зборуваше ни за методологијата за почистување на списоците, бидејќи Зоран Заев не сакаше за тоа да се зборува. Премиерот Груевски беше јасен за тоа дека можат да се одржат избори на 24 април. Комесарот Хан јасно ни каже
дека председателот на Државната изборна комисија го известил дека не постојат никакви пречки за одржување на изборите на 24 април 2016. Председателот на Државната изборна комисија го известил комесарот Хан. Исто така, комесарот Хан не информираше дека ОПСЕ го известиле дека не постојат пречки за одржување на изборите на 24 април 2016. Покрај тоа, комесарот Хан ни кажа дека и ОДИХР, ОПСЕ и ОДИХР не се исто, тоа знаете. ОДИХР исто така го информирале дека нема пречки и дека има време се да се подготви за изборите да се одржат на 24 април 2016 година. Само еден човек се обидува да ја продолжи кризата во Република Македонија и да ја подвабочи. Премиере. Затоа што со неговото однесување не само што не може да се реши, туку може да се подвабочи кризата. Вакво уверување тој истакна по излегувањето од долгочасовните преговори во Пржино, кои лидерот на СДСМ Заев ги напушти претходно, не прифаќајќи избори на 24 април. Комесарот Хан рече дека Македонија се наоѓа во многу деликатна состојба и жали што сите партии не постигнале договор за избори на 24 април. Тој смета дека се уште има можност да се договорат бројните прашања и најави дека медијаторот на Европската унија ќе остане во земјава и ќе разговара со партиите. Интензивните врнежи од снег кои го зафатија регионот од утрово продолжуваат со несмален интензитет, а североисточниот регион е во жолта алертна фаза. Наместа се очекува да наврнат и до 50 сантиметри снег. Снежниот бран кој ја зафати Македонија од утрово донесе обилни снежни врнежи кои според управата за хидрометеоролошки работи се очекува да се интензивираат со најавеното залудување. Снег врне во сите 6 општини од североистокот. Дува заселен ветер од североисточен правец, но снегот се уште не се задржува на коловозите и магистралните и регионалните патни правци се проводни. Според информациите од регионалниот центар за управување со кризи, на највисоките места во Кривополанечко до 7 часот изутрина висината на снежната покривка изнесувала 19 см. Се очекува снегот да формира покривка од 10 до 20 см на пониските места. До недела наутро насекаде ќе се формира снежна покривка, освен во крајниот југоисточен дел. На планините во западните делови од земјата се очекува снег и повеќе од 50 см. Препораките од надлежните служби, како и од Автомотосојузот на Македонија, се без особена потреба да не се патува на повисоките места, како и во западниот дел. Се препорачува задолжително носење зимска опрема, исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движењето на патот, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето согласно временските услови. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани и застои по влажни коловози. Магистралниот пат Крива Паланка Деве Баир е прооден и нема забрана за тешки товарни возила, која веќе пак е воведена на патните правци Маврово Дебар, Стража Кичево и Тетово Попова Шапка. А иако снегот го отежнува движењето и функционирањето на возачите и возрастните, тој пак ќе ги израдува најмладите и дечињата кои се уште се на зимски распуст. Тие во преостанатите 5-6 дена од зимскиот одмор ќе можат да уживаат во снежните лудории на кои најмногу им се радуваат. Според информациите од јавното обвинителство, 44-годишниот кумановец со иницијали ББ е еден од јатаците на терористичката група Дива Населба, бил екстрадиран од Србија во Македонија. ББ бил уапсен во ноември 2015 година, а осомничен е за сторени кривични дела терористичка организација и тероризам, поврзани со настаните од 9 и 10 мај во Куманово. Ниските температури во Кривополанечко ги наполнија болничките ординации. Пациентите најмногу се жалат на вирусни заболувања, а закана е можна појава на сезонски грип. Што се однесува до најмалите пациенти, еве што советуваат педиатрите. Ниските надворешни температури и наглите временски промени го зголемија бројот на пациенти во Кривополанечката болница, меѓу нив бројни и децата. Најчесто се жалат на вирусни заболувања, а закана е и потенцијалната појава на сезонски грип. Симптомите се општи: малаксаност, болки во зглобовите и мускулите, главоболка, покачена температура и до 40 степени, кашлање и кивање. Лекарите им препишуваат симптоматска терапија за вироза и советуваат да останат дома, односно да не престојуваат во поголеми групи на лица, да консумираат течности, здрава храна и доволно витамини. Во зимските месеци зголемен е бројот на пациентите во ординациите. На што се должи тоа? Тоа се должи пошто луѓето се повеќе
ладно е надвор и луѓето повеќе се на едно место и полесно доаѓаат до заразување. Како настанува тоа? Тоа настанува најчесто преку каплични инфекции. Значи, оно што е заразен, ќе кивне и ќе се пренесе и на други, поготово кај децата. И во градинките, и во училиштата. Сега моментално децата се на распуст, па ќе видиме како ќе биде, дали со грипот се најавува дека и грип ќе има. Сега моментално во мојата ординација јас немам случај на грипозна состојба. Те би дале совет да избегават контакт со болни дечиња, колку се може. Ќе се изнесуват надвор. Во однос на исхраната сега зависи од возраста на децата. Значи, ако е сега деца во доеничкиот период, зависи тоа за доенче, за мало дете, за поголемо дете, од возраста на детето и по тоа треба да се постапува. При настинки антибиотици илузорно да даваме. Дали ќе даваме или нема да даваме, ефектот ќе биде исти. Што се препорачува? Витаминотерапија, течност повеќе, овошје, зеленчук, тоа. Што се однесува до престојот на децата на ниски температури. Педиатрите велат дека престојот на свеж воздух, дури и кога е студено, не може да биде штетен за децата, а попладневните часови, кога има сонце, е вистинско време за тоа. Кога се епте ниски температури, не, али во попладневните часови, да е и пониски температури, се изнесуваат надвор, сигурно. Контактот да нема со заболени. Тука највише треба да не доаѓа во контакт со болно лице. За нормален развој на имунитетот и отпорност кон инфекциите кај најмалите од голема важност се претходно стекнатите навики во исхраната, физичката активност соодветно на возраста и чести прошетки во природа и надвор од секојдневната градска средина, советуваат педиатрите. Техничките министри за труд и социјална политика и за внатрешни работи беа во работна посета на двата прифатни центри за бегалци на југот и северот од државата. Министрот за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски и неговиот српски колега Небојша Стефановиќ беа во Гевгелија, додека техничкиот министер за труд и социјална политика Фросина Ременски беше во посета на транзитниот центар на Табановце. Денеска сум во посета на прифатниот транзитен центар Табановце, со цел да се направи увид во сите активности кои што се од надлежност на Министерството за труд и социјална политика во однос на координирање на активностите на невладиниот сектор, во однос на доставата на хуманитарната помош за бегалците, во однос на функционирањето на сите објекти кои што згрижуваат лица кои што транзитираат низ Република Македонија, особено во делот на жените и мајките со деца. Сакав да се запознам со сите завршени активности кои што беа обврска на Министерството за труд и социјална политика да ги средиме во делот на камповите и во Табановце и во транзитниот центар Винојуг. Тоа во најголем дел од активностите беа крупните зафаќања со донесување на трајна струја во камповите и обезбедување на предуслови за загревање на објектите наменети за бегалците. Како дел на отворените денови на Агенцијата за вработување на Република Македонија во општина Ранковце во текот на вчерашниот ден се одржа презентација на која беа представени активните мерки и програми за вработување кои се дел од заедничкиот план на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување за 2016. Агенцијата за вработување на Република Македонија во текот на вчерашниот ден организираше отворени денови со невработените лица и работодавачите од општина Ранковце. Одговорните пред присутните ги презентираа бројните можности, односно активни мерки и програми кои може да им бидат од корист на активните баратели на работа, како и на работодавачите кои се дел од пазарот на труд во овој регион. Невработените оптимисти
оптимисти дека преку трибините ќе дојдат до можност за вработување, а со исто искуство и работодавачите кои се информираат за мерките и поволностите од оперативниот план на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување за таковната 2016. Џамаларите од кумановското село Орашец традиционално секоја година со маскенбал го одбележуваат христијанскиот празник Василица. Околу 40 џамалари со оро и песна насред село и со посетување на речиси секој дом го одбележуваат и му даваат големо значење на денот. Василица во кумановското село Орашец се слави со децении наназад. Празничен василичарски амбиент, василичари или како што тие се нарекуваат џамалари, од рано наутро започнуваат со еден традиционален маскенбал. Раздвижено и весело, селото се буди со песна, со чукање од врата на врата, со честитки и желби за добра среќа, здравје и берекетна година. Сите прославуваат и тоа трае со години, се предава од прадедо на внук. Џамаларите сите заедно одат од куќа на куќа, пеат песни, играат тора, домаќините ги даруваат. Невеста, младоженец, кум, баба, дедо, лекар, поп, мечка, се само дел од маските кои беа присутни таму. Сме изненадени од гостопримство на сите домакини, на сите невести, снашки и баби. Значи, иако мислеа дека ќе се откаже од временското, традиција се и си продолжува. Ова представува едно негување и продолжување на традицијата што се наоѓа, од која јас сум учесник 35-6 години, без ни една година немаме прекинато. Имаме тука во самите џамалари имаме личности од секојдневниот живот. Имаме и доктори. Да, во секој случај. Имате ли учествувано некаде? Да, имаме учествувано на повеќе градови, во Свети Николиме, во Струмичкиот карневал, во Скопје, во Куманово. И лани, да кажам, дека во Прилеп бевме на Прилепски карневал, кој земавме учество од 65 групи со 2000 учесника, ние бевме трето место, освоено за традиционална групна маска, маски од секојдневниот живот. И бевме изненадени со една парична награда, кој со тие пари сакаме нешто да си купиме, да ни остане како спомен од таму. Поедно, може да кажам, сме поканети во Бугарија, Унгарија, Румунија, а сега во Риека сме поканени. Значи да одиме заедно со ними, братоимени сме на карневал, исто во Италија, во Грчка. Џамаларите од Орашец овие денови беа на карневал во Кавадаречкото село Ресава. Таму тие ја представиле својата традиција и се збратимиле со нив, со цел и во иднина да продолжи нивната соработка. Тоа се зад мене мојата група, џаламари, ресавски џаламари, кои датираат негде може од 100 до 150 години. Од колено на колено секоја година традицијата се продолжува. На 13 према 14 оѓено се пали некаде кај 17 часот навечер, сега се дури на 14 некаде преквечер. Групата се збира сабајле таму на оѓенот, од таму после одат по село и ги даруваат нормално, у секоја куќа се си има невеста, си има баба, си има поп, си има џаламари, они си играт нормално, ќе ги пречекат дома. После тоа вечерто се што збираме по селото и вечерто во една куќа. Сите џаламари заедно ќе си седнат, ќе си направат веселба. Иначе нашите вако денови се во паганските и таму се е дозволено, знаеш, од насилство, од тепање и тие работи, знаеш. Добро сме примени до сега, понатаму ќе видиме, знаеш. Некте не беа гости кај нас во Ресава, затоа ги примиме, они сами ќе кажат за тоа, си направиме една добра забава. Сега сте тука и ние сте веќе збратимени. Иначе нашата група има патувано некаде скоро ни сите Југословенски републики, Италија, Бугарија, Хрватска, во Македонија да не правиме муабет. Било каде има, сега сме присутни. Во Битола, во Струмица, во Прилеп, во Берово, сега ќе одиме на 20 во Берово, во Ратево, село Ратево. Џамаларите од село Орашец во иднина планираат да основаат свое здружение за кое се убедени дека ќе функционира многу добро. Изложбата на дела Кумановски графичари 2015 од синоќа е поставена во галеријата на Кавадаречкиот дом на култура.
На изложбата со квалитетни дела учествуваат бројни академски графичари кои ќе бидат поставени во повеќе градски центри во Македонија со цел пошироката јавност да се запознае со богатото творештво на кумановските уметници. Настанот е заедничко дело на плодната соработка помеѓу Домот на култура Иван Мазов Климе од Кавадарци и Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, која што продолжува со гостување на изложба од ликовни уметници од Кавадарци во Куманово на 20 јануари. Македонија бележи подобрување на прометот на индустријата на домашниот и иностранскиот пазар. Прометот во индустријата во ноември 2015 година во однос на 2014 година бележи раст од 10,9%, објави Државниот завод на статистика. Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во ноември 2015 година во однос на ноември 2014 година бележи пораст од 4,2%, а променот остварен на странски пазари бележи пораст од 12,7%. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење камења во ноември 2015 година во однос на ноември 2014 година бележи пораст од 13,5%, а во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 10,9%. Според главните индустријски групи, прометот во ноември 2015 година во однос на ноември 2014 година бележи пораст кај интермедијалните производи, освен енергијата за 7,3%, капитални производи за 26,8% и трајни производи за широка потрошувачка за 7,8%, додека опаѓање бележи кај енергијата за 98,1% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,9%. Прометот во индустријата во ноември 2015 година во однос на октомври 2015 година бележи пат од 4,1%, додека во периодот јануари-ноември 2015 година во однос на периодот јануари-ноември 2014 година раст од 9,2%. Ослободени 126 лица од хотел нападнат од исламисти во Буркина Фасо. Обединетите нации бараат итен пристап на хуманитарна помош до градовите во Сирија. Ослободени професорите кои го налутија Ердоган. Ова се вестите од светот за денес. Ослободени 126 лица од хотел нападнат од исламисти во Буркина Фасо. Операцијата на силите за безбедност во нападнатиот од исламистички борци хотел во главниот град на Буркина Фасо заврши, при што се спасени 126 лица, каде најмалку 33 се повредени, а тројца џихадисти се убиени, јавија локалните власти. Ликвидирани се тројца џихадисти, еден арап и двајца африканци, изјави министерот за безбедност Симон Компаоре. Според Компаоре, операцијата во хотелот Сплендид во Уагадугу и ресторанот Капучино во негова близина е завршена, но силите за безбедност продолжуваат со акцијата. Представник на силите за безбедност соопшти дека во нападот на хотелот и ресторанот во Уагадугу се убиени 22 лица. Претходно медицински представници јавија дека најмалку 20 лица се убиени, а 15 повредени во напад на исламисти. Одговорност за нападот превзема групата Ал-Каеда од Исламски Магреб. Францускиот амбасадор на Буркина Фасо Жил Тибо соопшти дека во главниот град е воведен полициски час, како и дека во амбасадата е формиран кризен штаб за своите граѓани во земјата, која е поранешна француска колонија. Обединетите нации денеска побараа моментален пристап до опколените градови во Сирија со цел достава на помош за цивилното население, на кое се заканува смрт од глад. Обединетите нации на вчерашната вонредна седница на Советот на безбедност опсадата на градовите во Сирија ја оценија како варварска тактика. Не може да има никаква причина, ниту рационално објаснување и изговор за спречување на доставата на помош за илјадници луѓе, изјави представникот на Обединетите нации Кјунгва Кинг. Околу 40.000 жители на градот Мадаја веќе со месеци живеат под опсада на поровладините сили во Сирија. Франција и Велика Британија во четвртокот побараа итна седница на Советот на безбедност на Обединетите нации со цел да се изврши притисок на завојуваните страни во конфликтот во Сирија за прекин на опсадата на градовите. Ослободени професорите кои го налутија Ердоган, 15 универзитетски професори кои беа приведени затоа што се потпишале под декларацијата што ги осудува воените операции против курдските бунтовници, беа ослободени по распитот, јавија Надолија.
Приведените се дел од 1000 универзитетски професори и представници на академските средини од Турција и странство, кои се потпишаа по декларацијата која го налути претседателот Ердоган. Обвинителите вчера покренаа истрага против академиците поради можни обвиненија за навреда на државата и покренување на терористичка пропаганда во корис на Курдската работничка партија. Апсењето на академиците уследи откако претседателот Ердоган остро ги критикуваше потписниците на декларацијата и апелираше до судството да дејствуваат против предавството. Во декларацијата, потпишана од повеќе од 1000 академици од Турција и од другите земји, апелираа до турските власти да ги запрат масакрите. Потписниците побараа и обновување на мировните преговори со бунтовниците. Тргна Европското првенство во Полска. Македонската репрезентација беше поразена од шампионот Франција со 30-23. Нашите во поголемиот дел од надпреварот беа равноправен противник, како и да е во финишот искусните триколори ги казнија грешките и заслужено славеа победа. Машката раководна репрезентација на Македонија стартуваше со пораз од Франција на Европското првенство кое се одржува во Полска. Македонија се наоѓа во групата А, каде уште се напреваруваат и Полска и Србија. 52 минути Македонија беше равноправен противник на светскиот, европскиот и олимпискиот првак, кој во Полска допатува со нов состав. Голманот Борко Ристовски беше прогласен за најдобар играч на мечот. Тој успеваше да неколку пати да ја врати Македонија во игра со одличните одбрани, но сепак Франција беше силен противник за избраниците на Ивица Оброван. По одличното прво полувреме, македонските ракометари ја продолжија серијата и во почетокот на вториот дел. Успеа да направат серија од 3-0 и да изравнат на 22-22. Но до крајот на мечот успеа да постигнат само 3 гола, а Франција тогаш направи серија од 8-1. Според распоредот на добрите македонски ракометари, утре на 17 јануари ќе играат со домаќинот на шампионатот Полска во 20:30, а на преварите по групи завршуваат на 19 јануари. Во вторник тогаш Македонија треба се сретне со Србија во 18:15, меч во кој ќе се бара шанса за победа и продолжување на престојот на Европското првенство. Во секој случај на преварите против Франција потврдија дека имаме репрезентација која може да игра со секого, па да веруваме дека во преостанатите два дуели ќе успеат да направат барем една победа и да не изградуваат со понатамошниот престој на Европското првенство во Полска. Бројните успеси на Кривопаланечкиот карате клуб Шампион го прават овој спортски колектив еден од најуспешните во градот. Достојни на своето име, младите и поискусни членови, предводени од квалитетни стручњаци, остварија низа успешни настапи во изминатата надпреварувачка година и се одлично подготвени за оваа сезона. Членовите на Кривопаланечкиот карате клуб Шампион не запираат да нижат успеси и да собираат медали на бројни и етаблирани меѓународни и домашни надпреварувања. Предводени од искусните Жарко Ангеловски и Стевче Христовски, шампионите од Крива Паланка предходната година зедо учество на традиционалните собири и се истакнаа во националните шампионати. Со тој повод се дружевме со локалните јунаци кои, иако на распуст, вредно се подготвуваат за сезоната во школската арена на основното училиште Јоаким Крчовски во Партизан. Оваа година можем да се пофалам дека имавме значително поголем број на почетници, успеавме да се поделиме во неколку групи, меѓутоа недостасува неколку термини за да може да работиме со оние понапредните надпреварувачите, недостасува тренинзи, сето тоа се одрази и на резултатите кои што ги очекувавме. За наредната година планираме да имаме термини повеќе, малку повеќе работа и нормално да очекуваме резултат. Релативно успешна година, Марија избори пласман во репрезентација, знаеме дека настапуваше и на Балканско првенство, резултатот солиден. За мене лично незадоволувачки, може кај Марија требаше повеќе среќа, поголеми подготовки. Марија лично е задоволна од нејзиниот резултат, меѓутоа јас како тренер и тренерот Стевче мислиме дека малку потфрливме во подготовките. Се надеваме 2016 со нови планови програми да дојдеме до она што го посакуваме, а тоа е пак балкански медал и нормално пласман за европско првенство и дури европски медал. Благодарение на длабоките корени, Кривопаланечката карате школа може да се пофали со исклучително квалитетни млади изданоци. Новата спортска гордост на општината е Марија Спасовска, гимназијалка од средното училиште Ѓорче Петров, која што досега заслужи бројни национални и меѓународни признанија. 2015 година е оценувам успешна. Има назначени турнири имам освоено медали. Така, например, на државното првенство освои второ место и се пласирав за Балканско првенство.
Учествував на Балканското првенство, но ни требаше таму малку повеќе среќа. Првата борба бев слободна, а втората со Црногорка ја победив и третата борба за жал 1-0 изгубив од Срминка 10 секунди до крајот. Малку тука ми требаше повеќе среќа. Тренираме, се спремаме за државното првенство. Имаме меѓународни турнири сега во почетокот, во февруари. Во Самобор има лига. Карате шампионите продолжуваат со редовните и напорни подготовки. Дел од нив традиционално ќе се реализираат на снег. Традиционално веќе трета година, најправен беше како подготовка само за нашите членови овде во клубот, меѓутоа еве со тек на време, со години, се пробуди интереси кај другите дечиња во училиште, други љубители на зимските спортови, организираме зимска обука за скијање. Ја спроведуваме во Република Бугарија, одиме на тродневна обука, ќе се одржи од 17 до 20 јануари. Секоја година е, да кажем, прекрасно. Кој се занимава, односно кој е љубител на вакви спортови, знае за што зборува. Навиката за постигнување на врвни спортски резултати на шампион е одлична. За бројните успеси, медали и дипломи ќе ви информираме редовно на К3. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. Екипите на Реал и Атлетико Мадрид најавија дека ќе се жалат на одлуката на ФИФА за изречената казна за трансфери на фудбалери. Во кошаркарската Евролига германската екипа Бросе го победи Олимпијакос. Најтрофениот европски клуб Реал Мадрид казната на ФИФА со забрана за трансфер во наредните 2 преодни рока ја оцени како неоснована и порача дека ќе поднесе жалба. А Реал како и градскиот ривал Атлетико е казнет за кршење на правилата за време на регистрирање на малолетни фудбалери кој стапува на сила од ова лето 2016 година. Кралскиот клуб во соопштението наведува дека ги отфрла сите обвинувања на ФИФА и најавува дека ќе се жали подносно суспензијата. Во секој момент бевме усогласени со прописите на ФИФА и Шпанскиот фудбалски сојуз, наведуваат од Реал, и органџиите најавуваат тужба за суспензијата. Кошаркарите на Бросе забележаа важна победа над Олимпијакос во третото коло од топ 16 фазата. Германскиот шампион по убедливата победа во изминатото коло на домашен терен против Žalgiris и во Атина се прикажа во вистинско светло, иако оваа победа никој не очекуваше. Во текот на целиот меч германците водеа во еден моменти со 24 кошеви. Во еден период кон крајот на мечот Олимпијакос се закани, но немаше сили за завршницата. Во домашниот тим најефикасен беше DJ Стромбери со 15 поени, а Спаноли со 11 кошеви. Во победничкиот состав Бросе мощно расположен беше американецот Милер со 23 поени, а раме до него беа и Леон Радошевиќ со 14 и Стрел Никес со 15 кошеви. Во другите мечеви, според очекувањата, ФС Пилсен во турската пресметка славеше против Дарушафака со 84-71, а Реал беше подобар од Žalgiris со 92-86. Во првата пресметка од вчерашната програма Химки ги освои планираните бодови, откако победила Барал Кујча со 76-68. Легендата на светскиот фудбал Пеле успешно се опорава после операцијата на колкот, која беше неодамна извршена во Њујорк, изјавил неговиот потпарол Хозе Форносо Родригес. Родригес рече дека Пеле опериран во декември во Њујорк и во моментот се наоѓа на физикална терапија во истоимениот град. Според неговите зборови се очекува тој да се врати во Бразил веќе следната недела. Исто така прославениот фудбалер мината година имаше уште една операција која успешно ја помина. Какво време го очекува македонскиот североисток, да погледнеме од временската прогноза.
Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот, почитувани гледачи. Благодарам на вниманието, пријатна вечер.